Вообичаено за време на Рамазан, палестинските муслимани слават со празнични заеднички оброци ноќе, но преку ден постат. Но има малку чувство за славење за овогодинешниот празник по војната меѓу Израел и Хамас во Газа. Повеќе од 30.000 палестинци се убиени од израелската армија во Газа, според Палестинското министерство за здравство. Овде и насекаде низ светот владе општ немир за тоа што се случува за време на војната во Газа. Видовте како се одржуваат демонстрации низ целиот свет со барање за прекин на огнот. Видовме како еден млад човек во Америка се запали протестирајќи што се случува во појасот Газа. Оно што се надеваме е дека ќе се воспостави прекин на огнот, особено пред Рамазан. Џамијата Ал-Акса во Ерусалим се смета за трето најсвето место во исламот, по Мека и Медина. Стотици илјади палестинци се молат во џамијата за Рамазан. Шеикот Хусейн вели дека молитвата во Ал-Акса е важна за сите муслимани. Џамијата Акса е поврзана со исламското верување. Луѓето се молат во џамијата Акса бидејќи молитвите таму се сметат за поголеми од сите други молитви. Во Божите очи ве гледаат како исклучително побожни, а наградите се сметат за многу повеќе од кое било друго место. Комплексот Ал-Акса е свет и за евреите, кои го знаат како планината на храмот и местото каде што биле изградени и подоцна уништени првите два еврејски храма. Се наоѓа веднаш над западниот зид, најсветото место во јудеизмот. Ал-Акса честопати беше место на насилни судири меѓу палестинците и израелските безбедносни сили, како и палестинските напади против еврејските верници кај западниот зид. Всушност, Хамас го нарече нападот на 7 октомври против Израел поплава во Ал-Акса. Израелскиот тврдокорен министер за национална безбедност Итамар Бен Гвир повика на ограничување на бројот на палестинците на кои им е дозволен влез во Ал-Акса за време на Рамазан. Но ограничувањето беше отфрлено од шефовите на израелските безбедносни сили, кои велат дека таквите ограничувања ќе предизвикаат насилство. Согласни се и палестинските аналитичари. Во 2021 година видовме како ограничувањата и како пречките поставени на верниците од страна на израелците доведоа до судери. Ако Нетањаху продолжи со својата политика на следење на политиката на Бен Гвир, ќе го видиме истиот процес. Во близина на Ал-Акса, луѓето велат дека со нетрпение го очекуваат Рамазан и покрај безбедносните грижи. Не сакаме никакви проблеми, да загине некој, да биде повреден некој. Сакаме само да има мир за Рамазан. Се молам во Ал-Акса од две причини. Прво за Бога. Секоја молитва во Ал-Акса е наградена со 500 молитви во очите на Бога. Второ, нашето присуство во Ал-Акса е многу важно. Ако не одам јас, а другите не одат, тогаш ќе оставиме Ал-Акса празна, а тие ќе продолжат и ќе ја земат. Израел не дозволува младите муслимански мажи да се молат во Ал-Акса дури и за време на Рамазан, наведувајќи ја загриженоста дека истите ќе се судрат со израелската полиција. Полицијата исто така вели дека најверојатно ќе го ограничи бројот на сите палестинци од западниот брег во Ерусалим за овој напнат период.